Сите се согласни дека интернет просторот и социјалните мрежи за малолетниците треба да бидат строго контролирани, но останува дилемата кој да го направи тоа, државата или родителите. Министерот за дигитална трансформација пред неколку дена уште еднаш го повтори ставот на државата, дека таа не сака забрана, туку родителска контрола во рамки на проектот МК SafeNet, кој што веќе една година се спроведува во училиштата. Овој став го поддржа и дел од наставниот кадар, но родителите пак се поделени околу ова прашање. Јас сум за, имам 3 деца и јас со нив ностоп зборувам за дека не треба да користат. То треба државата си го преземи. А ние како родители како ќе преземиме кога пред 2 години онлайн настава мораше да има телефони. Значи систем образованието пред се треба да му забрани користење. Родителите нормално ќе си го почитува законот. Па и јас сум родител и јас го ограничувам моето дете. Па не знам што да речем. А државата треба да преземи? Да. Ама како ќе превземи државата џабе? Во мојот дом кој ќе иди да контролира дали така да ние како родители треба да ги ограничиме. Со поделени мислења се и самите малолетни ученици. Јас до некој дел и не се согласувам со тоа, бидејќи јас секојдневно сите користиме социјални мрежи, секојдневно. Но Треба да има ограничувања? не. Ја мислам дека не треба да има ограничување. Ја мислам дека тоа е точно, ти може многу лошо да му влија интернетот на некоја млада личност. Поточно во тинејџерските години, има многу навредување и треба да се ограничи. Може треба. Некои многу ги користат на глупости и на неубави работи. Психолозите пак повикуваат на итна контрола поради штетноста на самите процеси. Децата ги губат моторичките вештини, треба да трчат, треба да играат. Играта е важна психолошка, да речам, важен психолошки елемент каде што децата така се развиваат. Исто така се губи многу, гледам кај децата фокус, концентрација, постигнуваат помалку академски успеси, се јавува агресијата, анксиозност, депресија. Дека треба да има контрола на користењето на социјалните мрежи од страна на малолетниците. Согласни се сите надлежни фактори. Но како ќе се спроведува сето тоа во иднина, останува детално да се допрецизира. За Сител, Дарко Штарговски.